Автомобилската индустрија неумоливо гази напред. На светските патишта пристигуваат, односно се сообраќаат повеќе од 2 милиарди возила, додека во Република Македонија проценката е некаде околу 800.000 моторни возила. Но најголемата концентрација на возилата се наоѓа во општината Центар. Па затоа оваа општина е со најголеми проблеми во сообраќајот, па и паркирањето во целата република. Затоа го поканивме господинот Кичевски, кој е прв човек на паркинзи на општина Центар. Срдечно добре дојде во автомагазин и веднаш ќе почнеме со горливите проблеми. Неодамна цените на паркирањето во општина Центар се зголемија повеќекратно, а зборувајќи во проценти се разбира, имаше и реакција од пазарџиите. Ве молам за ваш коментар и ваше согледување како ќе ги подобрат условите на паркирање по високите цени. Најпред да се благодарам на поканата и на вашите гледачи. Значи, изминатиот период покачивме цените на паркирање и инвестиравме во самите паркиралишта. Покачувањето на цените е едната од мерките која што ја правиме, посебно веќе почнеме со зелен пазар, каде што највише се одрази проблемот на паркирањето, односно имавме протести кои што беа минатата недела. Да. Покачувањето на зелен пазар е исклучиво поради проблемот кој што го имаме со зелениот пазар. Таму имаме дотур на возила во текот на целиот ден. Се врши и злоупотреба на самите картички кои што им се издадени на пазарџиите. Мислам, тоа не го ни криеа ни самите пазарџи на последниот состанок, туку напротив кажуваат дека они не знаат како другачие да работат, односно не можеле, ако возилата не им се поставени на нашето паркиралиште, не можеле да функционираат, тоа е нивното оправдување. Што не е така, никаде во светот не е така, не можете дотур да вршите во текот на целиот ден и правите не само што правите проблем со зафаќање на едно паркинг место не е ни едно, бидејќи со тие товарни возила кои што фаќаат по 3 по 4 паркинг места и воедно го реметите целото паркиралиште во однос на хигиената, бидејќи со ставање со дотур, со правењето на дотур во текот на целиот ден, вие постојано правите хигиената ја намалувате на самите паркиралишта, а тука сепак живеат луѓе. Значи зборуваме на голем број на жители кои што имаат тука, кои што се соочуваат и проблем со хигиена и проблем со немање на паркинг места. Една од доблестите на урбаното живење е толеранцијата, која треба да имаат граѓаните едни кон други. Дали ќе успеете да ги едуцирате пазарџиите, но и луѓето кои живеат таму во функција на нивното подобро живење и функционирање, се разбира. Збориме за 70 денари час, тоа беше главниот мотив на пазарџиите, дека немале доволно муштери и така натака. Мислам, проблеми кои што реално би требало да имат. Бројките говорат нешто друго. Значи, ние со новото покачување ги гледаме влезовите, односно оние кои што взимаат картички оваа година и бројот на влезови кои што го имале минатата година. Намалувањето е 10%, не е повеќе. Значи, целата злоупотреба што се прави таму е исклучиво од оние кои што имаат месечен билет, односно повластена паркинг карта. Јасно. Со картичките. За таа цел веќе е воспоставен системот со препознавање на регистарски таблички, тој функционира од пред некое време. По завршување на одлуката на советна општина, бидејќи во четврток имаме општина Центар има совет каде што ќе ги разгледува барањата и на пазарџиите и на оние кои што се жители, има две барања, две спротивставени страни, две барања имаме, како што ќе одлучат, така ќе постапиме. Ние ред на тоа паркиралиште ќе направиме. Не се сомневам дека ќе направите ред на тоа паркиралиште, но имате уште многу паркинг места кои бараат да се воведе ред. Во општина Центар се сконцентрирани повеќето државни институции, па нормално и дневната миграција и паркирањето на возила да биде најголемо. Но тука имаме и жители кои се директно засегнати со проблемот на паркирање. Има повеќе луѓе кои кружат околу своето мало за да најдат паркинг место во одредено време на денот. Како ќе го олесните животот на граѓаните со некои нови проекти? Дали планирате нешто ново? Добро, со градоначалникот разгледуваме можност за каде све може да направиме монтажни гаражи и во скоро време ќе излеземе со точни бројки и места каде тие ќе бидат поставени. Пред разговоров зборевме со вас и за други системи кои што може да се постава, дали тоа ќе биде карусел систем, дали ќе биде монтажна гаража.
ќе ги разгледаме и можностите се што е поефикасно и нормално цената е тука делот од целата како ќе се изведе паркиралиштето, меѓутоа ќе ги све што може да направиме во однос на места каде што може да поставиме такви системи за да го олесниме паркиралиштето. Еве за почеток е она која што ја зборуваме долго време веќе Орце Николов, каде што ја почнуваме. Тоа сакав и да ве прашам. Што со Орце Николов бидејќи се најавува повеќе од 9 месеци дека нешто ќе се случи на таа улица? Конечно, иако не е моја ингеренција, тоа е ингеренција на градоначалникот, бидејќи тоа е општината ќе ја реконструира цела Орце Николов. На Орце Николов се поставуваат монтажна гаража, која што ќе има околу 300 паркинг места, се точната бројка не знам на памет, и ќе се направи партерно уредување на Орце Николов, со што ќе се возможни велосипедски сообраќај, пешачки сообраќај и паркирање. Паркирањето ќе биде со џепови, таму каде што дозволува просторот. Значи нема да се отстранува дрва, нема да се отстранува ништо кое што е природно, односно зелениво, туку напротив, просторот како што дозволува, така ќе бидат поставени партерно уредени паркиралиштата на Орце Николов. Ќе биде успорен сообраќај ќе имаме на Орце Николов, бидејќи на секоја раскрсница каде што имаме во овој момент ќе има кружен тек. Со тоа ќе се успорува целосно сообраќајот на Орце Николов, значи збориме на многу кратки дестинации, повеќе кружни текови. Добро, но тоа овозможува и поголема проточност на сообраќајот. Да. Но ако се направат овие џепови, тогаш капацитетот на паркинг местата на улицата Орце Николов сигурно за 50% ќе се намали. Што правиме со граѓаните повторно? Значи, со нивните возила? Најповеќе бројот на места каде што ќе се намали е местото од почетокот на Орце Николов, односно не е тоа почеток, тоа е од кај бензинската пумпа што е на Макпетрол до општината. Тоа е таму најповеќе ќе се намали бројот на возилата и во тоа место затоа е и монтажната гаража. Монтажната гаража ќе биде делумно, ќе се користат и жителите. А кај ќе биде лоцирана? Позади општина центар. А на самото Орце Николов ќе биде резидентен паркинг. Сега моментално Орце Николов се користи од сите. Уредувањето е такво на градски паркинг, каде што со SMS порака може да користите сите кои што и жителите и оние кои што доаѓаат нели да се завршат некоја работа. Значи оние кои што ќе доаѓаат во Орце Николов, кои што не се жители на Дебермало, ќе се паркираат на монтажната гаража, односно планот е да се паркираат на монтажната гаража позади општина центар. Зголемувањето за 300 паркинг места е да речеме 100 дека ќе ги изгубиме од Орце Николов како улица која што ќе биде резидентна, значи зборуваме за 200 плюс паркинг места. 200 плюс паркинг места ќе ги олабави теретот на улиците кои што се во Дебермало. Планот е да се земе и просторот што е позади градежен факултет. Веќе и таму се разговара за да можеме да го преземеме и тој паркинг, со што ќе му возможиме повторно паркирање. Значи имаме две локации, едната е кај Апче, односно, ајде така ќе ја кажам народски за да може да разбереме. Значи тука имаме проблем со паркирањето. И имаме уште еден проблем, тоа е кај општина центар, односно кафеаните, каде што се блиску до кафеаните. Добро. Значи блиску до кафеаните ќе го решаваме со монтажната гаража што е веќе во процедура и ќе биде брзо завршено, а она што е кај Апче планираме тука каде што е кај градежен факултет. Не знам таму, бидејќи просторот и таму ќе видиме можеби и подобро на решение кое што вие го говорите за паркингот со лифтови, карусел, карусел. Не сме размислувале, но тоа е добра идеја да се види нешто кое што ќе го реши проблемот. Но во општина центар имате и повеќе мала кои имаат горливи проблеми, например улицата Ленинова или Аминта Трети, кој како сака, има страшен проблем со паркирање од двете страни на Партизанска, па и Капиштец не е за пофалба. Повеќе во Буњаковец Ленинова има проблем, бидејќи од делот на Дебермало имаме улично паркирање и има 2-3 локации каде што стварно имаме проблем со Ленинова и кои што пред се поредени совесни граѓани кои што остават на пешачки премен и влегуваат на Руска амбасада каде што е улицата. Да, тука, но и од другата страна. Така. Значи тука не можевме да влеземе до сега со пајак возило. Новото пајак возило ќе биде доставено до крајот, до 15 февруар ќе го имаме новото пајак возило кое што е со различен систем. Она е што е, значи напред се крева возилото и се влече. Што се однесува во Буњаковец, целиот Буњаковец е проблем. Значи не е само Ленинова, туку и резидентните улици. Имаме повеќе, таму е комплексен, бидејќи имаме голем број на
деловни субјекти кои што се во Бунјаковец и бројот на возилата кои што се паркираат во самиот Бунјаковец е огромен и многу повеќе од тоа што дозволува самата инфраструктура. И јас реално секаде го говорам, ова сум го зборил и во општина Центар и на совет и јавно сум го зборил дека Бунјаковец за мене е поголем проблем него Дебермало, поради тоа што нема простор каде може да се изведат дополнителни паркинг места, освен она што е кај универзална сала, односно паркингот што е во склоп на градски паркинг, а е до универзална сала. Да. Меѓутоа не можам да знам ништо. Тоа е многу далеко за секојдневно користење, ама за тоа ќе имаме шанси и понатаму да зборуваме. Велите дека граѓаните се жалат дека е скап паркингот, но секоја недела паркинзи на општина Центар санкционираат помеѓу 280 и 340 возачи со казни за непрописно паркирање. Како да ги едуцираме тие возачи? Во моментов имаме две кампањи кои што ги правиме напоредно. Едната е паркирај совесно, она кампања која што започнавме уште пред 2 години, која што е со видео анимации каде што покажуваме непрописно паркирање на возилата и како тоа влијае на сообраќајот. Значи, граѓаните мора да сватат, иначе наше е да ги едуцираме, а нивно е да сватат дека со непрописното паркирање вие правите проблем и на пешачкиот сообраќај, и на велосипедскиот сообраќај, а и на автомобилскиот сообраќај. Тоа е едната кампања која што ја правиме, а таа е надополнета со едуцирање на средношколците, која што започнува од 15 февруар, повторно, во сите средни школи, оние кои што се потенцијални нови возачи, имаат едукација на самите часови, каде што потоа имаат и награда, оние 20 најдобри ученици кои што ќе бидат, и дел се со слики кои што ги прават и ги споделуваат на социјалните медиуми, дел се со оние кои што ќе имаат тестирање. Лани беше тестирањето во однос на паркирање, годинава нешто размислуваме различно. Тие ќе бидат проектирање на самите паркиралишта, значи да имаме начин како да ги едуцираме и да ги поттикнеме самите оние потенцијални нови возачи да се уклучат во сообраќајот и да знаат дека непрописното паркирање прави проблем на сите нас. И тоа е долгорочен процес. Тоа не е нешто кое што ќе стигнеме за година-две и ќе има резултат. Меѓутоа, континуирана едукација на најмладите возачи ќе доведе до подобрување на сите они. Господине Кичевски, јас на вас лично и на вашата екипа ви посакувам многу успех во имплементирањето на новите идеи. Се надевам дека ќе бидат успешни и со позитивен епилог. Затоа сме ние тука, ќе ги следиме. Ви благодарам многу за учеството во Автомагазин. Ви благодарам на поканата.